Имаме 7 минути за разговор со Христијан Тасевски, нашиот консултант по прашање на вештачка интелигенција. Ова се природна интелигенција овде во студио. Ама нема да ти виде што викаат згоре и нешто малку вештачки да увеземе. Оти не сум сигурен колку сме и самите, барем за себе говорим, интелигенти. Минатиот пат останавме доречени за неколку теми. Меѓутоа, мислам дека е можеби најинтересно за овие 5-6 минути да поразговараме за оваа трка што се создава околу најавениот мета-универзум на Facebook и на Цукерберг. Зашто станува збор, какви се очекувањата, кој влегува во трката? Така, претходниот пат кога разговаравме, тогаш се уште имавме некоја најава за определен ребрендинг на Facebook, сега по ново Мета, за некои нови насоки на движење на таа компанија, меѓутоа се беше во делот на предпоставки и да бидам искрен, кога ќе погледнам претходниот разговор и не бевме далеку од тоа што навистина беше најавено. Ние најавме Мета реалност, по некоја случајност, нели ребрендингот се направи компанијата самото име да биде Мета, со тоа што видовме еден сет од технологии кои што моментално беа актуелни, меѓутоа тука можеби наоѓаат најголема примена. Првпат во овој метаверзум, односно ако овој реален го нарекуваме универзум, тоа ќе биде некој виртуелен метаверзум, каде што сите ќе имаме со помош, нели, доколку зборуваме за виртуелна реалност, со помош на, нели, на тие научари ќе имаме свој дом, ајде така да кажем, каде што ќе може да уредуваме, да гледаме соодветни дигитални информации пред се, да присуствуваме на дигитални конференции, состаноци, игри, спорт и така натаму. Меѓутоа, претходно напоменав дека првпат гледаме примена на технологии како што се 5G и блокчейн. Блокчейнот често го врзуваме со криптовалутите, меѓутоа во еден наврат ние спомнавме и за NFT токени, кои што всушност ја покажуваат собственоста на некој дигитален имот. Кога зборуваме сега за метаверзум, каде што вие имате некој виртуелен дом, ајде да кажеме, виртуелна канцеларија и така натаму, вие веројатно поседувате нешто кое што понатаму би требало да докажете дека е тоа ваше и соодветно нели да го разменувате. Мислам дека ќе влеземе во една како да кажем збунка на гледачи, бидејќи не сум сигурен дали воопшто веќе го разбираат концептот на мета универзумот, но тоа е во принцип она што и ти го кажуваше, Христијан, неколку пати се обидуваме да го објасниме. Практично ставаш наочари на глава и го почнуваш денот да го живееш во една виртуелна реалност. Но тоа не е замислено само за забава, всушност не е замислено за забава. Туку таму работиш, таму заработуваш, таму се дружиш, велиш спортуваш, не знам како ќе се спортува во мета универзитет. Спортот е многу интересен, тоа е всушност некоја комбинација на физичкиот свет со, нели, тој виртуелен, така што видете, кога ние спортуваме самостојно, ајде така да кажем, најчесто станува досадно. Па, нели, слушаме музика, се занимаваме, нешто гледаме, меѓутоа тука со помош на тие наочари, ајде да кажем, виртуелно пред нас имаме дали екипа со која спортуваме, дали имаме некој виртуелен играч со кој што боксуваме, можеби или што и да правиме, и тоа го прави на некој начин подинамичен тој спорт. Со други зборови, дома повторно ќе трчаме на некакви траки или ќе удираме боксови, само што во виртуелниот свет тоа ќе го водиме во некаква токму така и се соработка со други кои се во истиот тој свет во моментот. Некој не гледа од страна, тоа може би изгледало малце банално, меѓутоа со помош, нели, на тој виртуелен свет ние би се чувствувале сосема како таму да сме на самото место и тоа би било веројатно поинтерактивно, полесно и, нели, кога има некоја забава секогаш се станува поедноставно. Тука доаѓа моментот каде што Facebook, односно сега поново, нели, Мета, откако постигна дојдоа до одредено решение како да го имплементираат тоа, веднаш можеби јас ќе кажам се истрчаа тоа да го промовираат. Во исто време Штета што овие научари Oculus кои ги поседуваме, ама се кај една од колешките не ги имаме овдека за да покажеме, еве можда веќе во следната средба ќе ги ставиме за да покажеме гледачите да видат тоа се инаку едни големи вака, тие не се научари како ова, туку е цел екран кој што го ставиш како кацига и така, следниот пат ќе го направиме. Секако. Во исто време додека Facebook се истрча, така да кажам, односно Мета, со тоа до сега што го постигнале, каде што главен фокус ставаат
да имате некој виртуелен дом каде што ќе гледате информации, нешто како на Facebook news page-от, нели, што ни е, игри и слични ствари, доминантно би рекол за забава, во позадина и доста други компании моќни на пазарот работеле, меѓутоа не се експонирале, ајде така да кажеме, со тоа што сега излегува дека Microsoft всушност веќе долго време работел на тоа, меѓутоа Microsoft акцентот го ставил на професионална употреба, на исто така VR наочари кои што прават всушност комбинација со augmented reality, тоа што го спомнавме и претходно, во комбинација со нормални наочари, каде што може и реално да гледате околу вас што се случува, и главна намена им е за индустрија, медицина и образование. Христијан, ова е многу голема тема, која само ја чепкаме.